Цигарата ја палиш. Остави ги зборовите. Јас, барем во нив, среќа не сум нашла. А не верувам дека нити посреќен со нив ке си. Тие мед и пелин се. Лек и отров за нашите јонака кршливи срца. Кој за мене ништо не ке ти речат. Со очите зборувај ми. Со нив кажи ми го она што зборовите секогаш го премолчуваат. Со нив дојди ги, дојди да се молчиме. А сега малку ќе одмориме и настап имат Божидар Симоновски и Мирче Кикитков со нивната музичка точка. Да ме види, да не знае никој, сам да бидам со својата вина и ги сетам сите крави сам да бидам со својата вина. Пак се сретна со родните места, само не ја размесувај веста, дека денес пристигна во градот. Спомените греа, соба крај и мрачна и ниска, но некогаш сепак можам греа, волно мојо, де си света блиска. Закачена на вратата виси. А многу им се чудам на оние кои штом ќе ги заболи малку главата трчаат во аптека и купуваат таблети. Купуваат таблети и ги голтат. Абе се трујат и не престануваат со голтање. Мене, кога ќе ме заболи главата, јас чекам да ми помине. И додека чекам, читам од котивчето во кој били спакувани лековите. Читам и чекам. Но така може многу да издржам. А воопшто не е тешко да се прочитаат сите отрови што ги содржат лековите. Мојата нана, најголемата чекачка на сите чекачи, која често пати ја болеше главата, знаеше да каже: деца, не брзајте. Секоја болка ќе помине, штом ќе дочекаш, да не го чувствуваш местото на кое што таа вие, на кое што таа боли. Затоа јас, најголемиот учитувач на наукот на нана, гордо извикувам паролата: подобро здрав без глава, отколку со глава, а отруен. Е, токму затоа, кај мене дома нема да најдете никакви лекарства. Имам наполно чист фрижидер. Цигарата ја палиш. Остави ги зборовите. Јас, барем во нив, среќа не сум нашла. А не верувам дека нити посреќен со нив ке си. Тие мед и пелин се.